Секој народ е препознатлив по својата традиција. Денес ке зборувам со Бојан Петковски, етнокоролог и активист за промоција на културно наследство. Бојан, ти благодарам што си дел од нашиот проект Мнение. Ви благодарам јас на вас и многу се радувам следејќи го Мнение како работи и какви уметници профилираа до сега, од какви профили. Ми е многу драго што ете најдовте засконо да разговараме малку повеќе за една многу важна тема, тоа е културното наследство. Ти благодарам. Бојан, кажи ми, можеш ли да ни објасниш што е всушност етнокорологијата како наука? Мислам дека станува збор за одлично прашање за почетокот на разговорот, затоа што веднаш ќе почнеме со едно проблемско решение. Кај нас во Македонија, во нашата држава, многу имаме проблем со поимањето на нештата, кога е во прашање традиционалната култура. Зошто е тоа така? Затоа што низ годините се појавила различна терминологија. Од зборот фолклор, кој што мислам дека е најупотребуван, потоа се придвижиме кон нешто што беше традиционална култура. Денес се повеќе стануваат застапени термините од типот на културно наследство. И сега тука не дека доаѓа етнокорологијата. Поедноставно кажано, попластично, доколку етимолошки гледаме, етно значи народ, корео значи чекор и логија значи наука, односно наука за народните чекори. Мора да знаеме дека етнокорологијата секако е подгранка на етнологијата, етно народ и логија наука, односно наука за народот, и станува збор за една навистина опшина наука, затоа што под знаење на народот секако влегува и традиционалната носија, традиционалната архитектура, храната, навистина многу сегменти. Потоа од етнологијата се прошируваат и овие други гранки кои што малку подетално се занимаваат со различните сегменти на културното наследство. Бојан, ти твојот животен пат го започнуваш со тоа што поидуваш со желбата "сакам да бидам играорец". Така. Подоцна ти се јавуваат некои други мотиви и стремежи кои сакаш да ги оствариш, но да се задржиме на ова почетното. Како и кога доаѓаш до желбата "јас сакам да бидам играорец" и со што се соочуваш таму? Мојата животна приказна е навистина интересна и на огромна дигресија се случува. Ќе говориме прво за овој првиот дел пред да се случи дигресијата. Во суштина, и низ текот на разговорот ќе говориме за важноста на културно-уметничките друштва и ансамблите, затоа што тоа е првиот момент каде што младите луѓе се доаѓаат во допир со традицијата, со дел од културното наследство, затоа што тоа е една многу поголема тема. Во суштина, јас од својата најрана возраст, од некои 6 или 7 години, започнам како играорец на еден скопски ансамбл, на ансамблот Кочорацин, каде што доаѓам во прв допир со традиционалната игра, во тој момент повеќе со стилизираната игра, и тука кај мене се појавува една огромна желба за да бидам играорец, но веќе таму се здржам доста долго време во тој ансамбл играм. Сега се случува една огромна дигресија, тоа е со запишувањето во средното музичко училиште во насоката за традиционална музика игра, каде што се отворија моите види за што се представува традиционалната игра, затоа што многу е важно да знаеме дека игра моро не е традиција. Пеам песна не е го сакам културното наследство, затоа што тоа е навистина голема тема. И воопшто кога ќе спомнеме фолклор, ако земеме етимолошки, ако ги гледаме зборовите, ќе видиме дека станува збор за некакво знаење на народот, а тука спаѓаат буквално сите сегменти од традиционалната носија, игра, песна, по куќнина, архитектура, навистина многу што ја чини се вкупната слика за традиционалната култура. И кога веќе во средното ја увидов дека тоа навистина широко поле, кај мене се појави таа потреба да преминам од нешто што беше сакам да бидам играорец кон нешто што сакам да бидам научник и уметник во овој домен. Далеко од тоа дека не сакам да бидам играорец, туку играорец во една сосема нова форма, ни се на научна и ни се на уметничка призма. Така, веројатно и љубовта кон етнокорологијата те водела низ самиот овој процес. Можеш ли да ни раскажеш на кои се позначајни проекти за тебе имаш работено како еден научник и уметник? Кога е во прашање традиционалната култура и разработката на традиционалната култура, нескромно станува збор за вистина еден макотрапен процес на работа, и тоа е еден двојствен процес на работа. Зошто е така? Ќе сакам многу подробно да објаснам, затоа што од една страна е научна и од сегмент традицијата, односно културното наследство представува еден историски сегмент. Нашата работа на самиот почеток е историска. Ние мора да ги најдеме фактите од историјата, како се случило, односно како се играло, како се пело, како се носело оваа традиционална носија, и потоа само такви како историски факти да ги пренесеме денес во денешницата и да ги елиминираме сите наши надворешни влијанија. Тоа е првиот сегмент од работата. Вториот сегмент од работата е кога доаѓа тој уметнички концепт за презентација, и апропо вашето прашање на кои проекти сум работел,
Кога станува збор за традицијата, јас се движам на вистина различни концепти. Зошто е тоа така? Затоа што фокус групата, целната група моја, која што некогаш движи од млада популација до повозрасна популација, секогаш се трудев да наметнам различни трендови во однос на презентација на таа традиционална култура од основните сегменти. Например, многу е важно дека при презентација на традиционалната култура, која што секако представува историски сегмент, мора да бидат елиминирани стереотипните форми на незината презентација. Значи, од типот на концерти, ревии, на народни носи, изложби на фотографии, тоа се навистина базични проекти кои што денес во 21 век со современата технологија, со сите трендови, со достапноста на младите до современите трендови, многу тешко допираме преку таквите едноставни проекти и од тука се појави потребата од создавање на различни типови на проекти кои што поинаку ќе стигнат до младите. Во оваа прилика би проговорил однос на тоа дека работам на филмувана реконструкција, за што станува збор. Многу интересен процес на презентација на традиционалната култура. Такви филмувани реконструкции се многу познати во светот. Само на балканско ниво се случува еден од најголемите фестивали, например во Етнографскиот музеј во Белград, каде што мојот филм Лазарице беше номиниран за Гран При награда. Сакам да кажам дека таквите филмови во балканско и во светско ниво се многу ценети. Станува збор кога вие филмувате сегмент од традицијата, но по сите параметри. Од аспект на просторно, на визуелно, на звучно, буквално на гледачот, на дланка му ја носите традицијата и по хоризонтала и по вертикала. И таквите проекти во Македонија, во нашата земја, на вистина ни идоа кај младата популација на многу добар одзив, затоа што видоа еден поинаков концепт на презентирање, во смисла не непознат, тој концепт постои, него создадов јас, туку многу помалку промовиран. Јас избегав од традиционалните концепти на сценско презентирање и отидовме на филмувана реконструкција која што многу повеќе го донесе гледачот, му ја донесе традицијата на дланка. Понатаму работев и на многу сценско-уметнички проекти, каде што се поврзуваа на вистина интердисциплинарни се тие проекти, каде што се изложува фотографија ставена во корелација со звук, ставена во корелација со перформанс, каде што на гледачот повторно и аудио и визуелно му дава една посебно уживање и многу важно мисловно уживање. Кога ќе отидеме на некоја изложба на фотографии, на слики, на уметнички дела, не секогаш знаеме што точно авторот сакал да ни каже. И тоа е убавината на уметноста. Тоа е клучот кога вие сте повикани да размислувате, кога вие сте повикани да самите донесете некаква одлука. Јас сакам традицијата да се оттрне од тоа вие да дојдете, да гледате, да дадете аплауз, да кажете одлично изгледа и да заминете без да бидете натирани да размислувате. Многу често добивам критика, а не го разбравме ова. Тоа е поентата, да направам еден континуитет помеѓу мене и мојот гледач, и мојот гледач постојано да размислува за моите тенденции, за неговото сваќање на изложбата и само преку еден таков диалог помеѓу авторот, уметничкото дело и гледачот ќе навистина ќе донесеме традицијата онаму каде што припаѓа. Не на пиедесталот, туку на истото рамниште со останатите уметности. Така, ми спомна дека имаш многу проекти зад себе. Кажи ми колку институциите кај нас ве поддржуваат и во самиот процес и општо како етнокоролози, односно во вашата професија? Одлично прашање, затоа што на почетокот ме најавивте како активист за промоција и заштита на културното наследство. Неминовен е фактот дека активистите се многу важни и тие се тие кои што ги движат тековите, но многу важно, мојот повик е секогаш дека институциите треба да бидат главните носачи и пренесувачи на тоа какви треба да бидат тековните трендови во однос на културното наследство. Активистите се само една додадена вредност на институциите. Мојата соработка на самиот почеток беше на вистина во едно не баш добро ниво со институциите, затоа што тие многу ретко сакаат да соработуваат со луѓе кои што доаѓаат од секторот кој што не се во самата институција, но се покажа неколку домови и центри за култура кои што на вистина на мојот активизам одговорија со баш проактивно работеа заедно со мене и создадовме многу интересно работилници кои што се насочени кон локална едукација на младото население, например работе во Крива Паланка, во Центарот за култура во Куманово со колегите, каде што во суштина локалното население го едуцираме за сопствената традиција. Се покажа дека тоа младо население многу е познава таа традиција, но никој не му покажал колку е таа важна, колку е едно важно културно наследство и кое што од денешен аспект може да биде многу вредно и профитабилно, што е навистина важно, затоа што и треба ние денес да ги гледаме бенефитите од културното наследство. И така да тие установи се појавија како ни навистина добри соработници во однос на таквите проекти и само со еден заемна поддршка помеѓу институциите и активистите можеме да ја промениме севкупната слика за културното наследство. Така.
Дел од младите, како што кажуваш и самиот, се уште ја чуваат и ја негуваат традицијата и со отворено срце прифаќаат да учат за незе, но мора да кажеме дека од една страна имаме млади кои се уште, кога станува збор за традицијата, се водат кон селско и старо, ги знаеме тие изреки. Зошто е тоа така и како може да се доближи уште повеќе традицијата до младите? И го почнам овој дел од одговорот неформално, ако ми дозволите, Може. затоа што на моите семинари кои што јас ги држам, на моите работилници, секогаш ги прашувам дали за вас е традицијата селско и старо, и сега тие нормално и од култура ми одговараат не. И потоа велам тие да ми го постават на мене прашањето, дали за мене е селско и старо, и одговорам да. И многу често добивам зачудувачки реакции. Зошто е тоа така? Нештата се важни онолку колку што ние ќе им придадеме вредност и значење. Културното наследство само по себе може би и да не е толку атрактивно. Начинот на кој што ние тоа ќе го промовираме е од особена важност. Стереотипните форми во презентација на културното наследство, избегнувањето на естетиката која што културното наследство, традиционалната носија во суштина има огромна, на пример, доколку го видиме овој пример кој што го имаме овде, ќе видиме дека станува збор за носија која што има своја структура, која што следи одредена естетика, таа напластува повеќе слоено облекување, значи сето тоа има начин на кој што се прави со избегнување на вистинската естетика на традиционалната носија, со измислување на облековни елементи, со несоодветен начин на облекување. Сето тоа ја вади од контекст, од вистинскиот контекст традицијата и наметнува да биде таа селско и старо. И јас не се лутам на луѓето кои што сметаат, туку на активистите и научниците, колеги, кои што не доволно ја носиме на научното и на уметничкото ниво. И во претходниот одговор го проткав тоа дека традицијата не треба да биде на највисокото рамниште и заслужува да е на пиедестал, не. Таа заслужува да биде на идентичното рамниште со ликовната уметност, со балетската уметност, но тоа ќе го постигнеме доколку ја третираме како што ја третираат, како што се третира балетската уметност, оперската уметност, на пример, само преку пристапот на младите ќе им допреме дека ова не е селско и старо. Светските текови покажуваат дека младите се гордеат со културното наследство затоа што е ставено во функција на 21 век во контекст, да не бидам лошо разбран, во начинот на презентирање. Значи оваа носија е традиционална во истиот контекст како што се носела, она што е промената е во начинот на кој што ние ќе ја презентираме, дали тоа ќе користи някакви QR кодови, интересни видеоматеријали кои што ќе ја доближат до помладата популација. Бојан, ти си колекционер на народни носи, што може и да видиме патем. Кажи ми, каков е процесот тука? Како доаѓаш до носиите, веројатно нели од различни предели, и може ли нешто повеќе околу мотивите, причините, како, кога се носеле, везовите, дали имаат посебни символи, значења, бидејќи нели веројатно во секој предел различно можеме да толкуваме. Кога гледаме традиционалната носија, станува збор за повторно макотрпен процес на работа, од аспект дека станува збор за текстил. Текстилот е многу важно дека ние денес во 21 век се уште имаме задржано текстил во оваа форма, затоа што тој е многу подлежен на оштетување. Јас себе си се нагласувам, но и не како колекционер, затоа што во првиот сегмент на колекционирањето е во суштина кога заминувам на теренските истражувања. Многу често гледам традиционалните носи да не ги наоѓам по друг пат на прекупување од антикварници и слично. Зошто е тоа така? Затоа што кога заминувате на традиционалната носија не представувала само заштита на човековото тело од надворешните услови. Имено и денес ние не се облекуваме само за да се заштитиме од ладно или за да ни биде жешко на сонце, туку испраќаме и некаква естетска порака, некаква социјална порака, некакво внатрешен порив. Истото било и во минатото. Традиционалната носија во суштина представува еден систем од символи знаци кои што доколку знаеме да го прочитаме, ќе видиме дека тие многу што покажувале во социјалната заедница. На пример, различно се облекувала жената, доколку ја земеме женскиот сегмент, таа различно се облекувала како девојка. Потоа, кога била подготвена за мажење, точно преку облеката покажувала дека е подготвена. На пример, оваа носија, доколку една жена станува збор за носија од етничкиот предел Дурачка река, тоа се 4 села во околината на градот Крива Паланка. Кога едно женско лице ќе излезело вака облечено само преку некои сегменти, тоа е, на пример, таа носи 2 скутини во овој момент и носи 2 горни облеки, носи 2 елека. Само во моментот кога таа ќе ги облече на тој начин, знаеме дека таа е веќе подготвена за маже. На пример, доколку станува збор за девојка која што има 12-13 години, таа ќе носи 1 скутина, ќе носи 1 елек. Во овој момент овдека ние имаме 2 скутини и 2 елека, и доколку оваа жена излегла во социјалната заедница или на пример преку
носењето на овој специфичен облековен елемент кој што се вика фермене, точно знаеме дека таа е подготвена за мажење или дека е во првите години по незината свадба. И да се надоврзам на мојот одговор, како ги добивам традиционалните носи при заминување на теренски истражувања. Зошто? Затоа што вие не само што ќе го добиете облековниот елемент, туку ќе добиете и целата приказна која што стои зад облековниот елемент, затоа што повозрастното женско население во Македонија, особено во планинските предели, се уште јасно се сеќава на тие правила, се ги помни тие правила на носење на традиционалната носија. И сега, освен што јас ги добивам облековните елементи кај себе, исто така го добивам начинот на облекување, начинот на чување на тие облековни елементи, социјалниот статус на кој што припаѓале, што се многу важни за тој момент кога ќе заврши колекционерската работа. Зошто? Колекционерската работа завршува со моментот кога вие ќе ги имате кај себе и ќе ги ставите во ревносно, ќе ги чувате во некоја колекција. Вториот сегмент кој што мене помалку ме прави колекционер е тоа кога јас доаѓам до моментот на начинот на прикажување на традиционалните носи, затоа што знаете како љубовта и почита и сето тоа кое што јас го чувствувам кон традиционалните носи, јас сакам да го пренесам на поширокиот аудиториум. А тоа ќе го направам само преку создавање на проекти кои што ќе го пренесам своето знаење и својата љубов кон традиционалната носија. Колекционерството е од несомнена важност, но не треба да останеме затворени во нашите кругови, туку напротивно треба да ја понудиме на широката јавност и сето она кое што ние го чувствуваме, во мала рака да го почувствувате и вие останатите во однос на традиционалната носија. Благодарам. Бојан, спомнуваш за работење на проекти како во изминатиот период од твојот животен пат, така јас би те прашала кои се твоите идни планови, дали во моментов работиш на некој проект поврзан со културното наследство и традицијата. Претходно кога говорев за типовите на проекти, зборев дека се движам низ различни концепти, дека од ревии на традиционални носи, мултимедијални настани, потоа филмувани реконструкции, сега работам на публиката кон крајот на годината и носам еден специфичен проект под терминот Арго или надвор од него. Би продискутирал што значи самиот термин, затоа што мислам дека го дава печатот на нашиот денешен разговор. Арго представува таен јазик на одредена група на луѓе кои што го знаат само тие се разбираат меѓу себе. И затоа проектот се вика Арго или надвор од него, сугерирајќи сугестивно на прашањето дали културното наследство и традицијата е еден таен јазик кој што го знаеме мала група на луѓе, или треба да излеземе надвор од аргото, односно да го прикажеме на останатите. Ке се работи во суштина во моментов на еден уметнички триптих. Станува збор за 3 различни проекти кои што се под називот Арго обединети, ќе биде прикажана мултимедијална изложба, потоа уште една изложба во која што ќе работам со млади колеги, мои колеги и луѓе кои што доаѓаат од различни бранши, од балетската уметност, од музичките академии. И многу важно, еден сегмент кој што се вика обожување на пепелта, тоа е исто така еден од 3 проекти во Арго, кој што ќе биде уметничка инсталација, еден предизвик за мене лично, затоа што досега не сум работел на уметнички инсталации во поглед на културното наследство. Обожување на пепелта доаѓа од една мисла на еден германски автор, која што вели традицијата не е обожување на пепелта, ами разгорување на огнот. Преку навистина сугестивно, преку користење на современи технологии, на визуелни моменти, на видеопроекции, гледачот ќе треба да се запраша дали ние разгоруваме традицијата, само ја обожуваме или јас би рекол ништо тоа не правиме. И ете ве очекувам кон крајот на годината на Арго и малку повеќе да дискутираме за културното наследство. Ти благодарам на поканата, со задоволство ќе присуствуваме. Јас ти посакувам понатамошен успех и уште еднаш ти благодарам за овој навистина информативен разговор, можам да кажам, и верувам дека и тие кои ќе не гледаат ќе бидат навистина заинтересирани и со задоволство ќе слушнат нешто повеќе кога станува збор за културното наследство. Бојан, ти благодарам.